дека сите ќе ги интересира. Значи не беше само иницијативно, тој не остана без поддршка, затоа што тогаш кога прв пат се осамостали, односно кога стана председател Ѓоровски, јас и бившиот мој партнер, Оливер, излеговме и јас, значи, отворено му понудив, значи, што треба ние да направиме, еве, како град од Битола, како ќе се организираме. Значи, тогаш, можда не си се згодил во моментот, меѓутоа јас од градот, од сите му реков, кажете, ние како град, како што велиш ти град на бодибилдингот, што треба ние да направиме. Тој вели дека единствени, значи, што од кога дојдов на функција, сте вие вака што ми рековте. Ама на тоа останавме. И приказни ги слушам вака историјата на бодибилдинго е. И на тоа останавме и се, сакам друго да ти кажам. Види се, дојде тој, а јас ќе презема работите, а не зема помош од никој. Не прима совети од никој. Значи јас, ете го јас. Од 77 до 87 немавме сојуз на бодибилдинг на Македонија, не постоеше, значи 10 години. 87 јас се покренав иницијативата и повторно формиравме сојуз за бодибилдинг на Македонија и во Битола беше. И знаете дека направивме Балканско, 96-та направивме ние Балканско во Битола, исто овде во Домот на културата се чудеа сите. Феноменално такмичење, феноменално се. Скопјаните, знаеш, не ги интересира само пари, само интереси, затоа се такви такмичењата. Сега нешто да додам само тука, за помладите, што немат учествувано на општинско, мислам никогаш не гледале општинско, да му кажеме само уште дека 99% тој што ќе беше победник на општинското првенство во Битола беше шампион на Македонија. Да. Уште тоа. 90% така беше. И овде каква конкуренција постоеше. Професионално беше нешто, тоа беше други времења беа тогаш. Знам ги нервирав, јас отистално дека брз метаболизам имав и ќе седнеш со ткарница еден ден пред такмичење и тие не може да знаеш на диета, никој не може да оди. И ќе му чукнев на џама и јанката пред нив. И си ја јаде. И ноки не можеше да збора, однабор да вика многу гласно ти на диета беше. И ќе влезеше натре, зато ќе изгубиш и ќе си јаеш. Има образложение зашто... Живееме за бодибилдинг. Значи има образложение зашто се помалце имаме такмичари во Битола, а се повеќе се појаки, да речем, такмичари, или повеќе на број се од другите градови. Значи, ако ми дозволиш. Како што расти секој еден спорт, така и бодибилдингот бара нови критериуми, нови се поголеми захтеви, значи. Со захтевите, значи, со работите што и перформансите што ги бара модерниот бодибилдинг, расти и буџетот што треба да се потроши за да стигнеш до едно определено ниво. За секој спорт треба пари, без пари нема ништо. И во фудбал и во ракомет. После тат Битола ојде во надолна линија што се однесува. Уништена е во секој поглед. Што се однесува за тоа. И една од причините мислам дека овој крај се помалце осиромашува. А не затоа што само бодибилдинг ништо нема, стадион нема, сала дека нема ентузијазам, значи далеко од тоа. Меѓутоа, ние не можеме да ги задоволиме сега моментално критериумите што се наложени, значи што ги налага конкуренцијата. Фактички конкуренцијата ја носи парите. Парите се моментално во побогатите градови. Да, е вака се. Тоа е тоа. Да ти објаснам што е работата. Сега ние се вадиме да ги ретикаме, тишо. Да. Значи, во последно време почнаа билдерите сами, како во Скопје седи, почнаа сами да си барат спонзори. Пошто гледат дека државата не му поможува ништо, Агенцијата за спорт и млади одделува малце многу пари за бодибилдингот. И затоа сега сите си барат сами спонзори. Сега Скопје е поголем град, појќе бизнисмени, појќе приватен сектор и затоа од Скопје се секогаш успешни билдерите. И тоа ми беше идејата сакам да го кажам дека еве нека не биде традиционално секоја година атлета на Македонија во Битола, али сакам да воведам некој моје такмичење, значи Палео Класик или не знам како ќе најдеме некој име кој ќе биде секоја година во Битола. И да прераснува во се поголемо и да видат од цела Македонија дека стварно ние сме град на билдерите. И после кога ќе се спремат за такмичењата, тоа да биде една недела пред атлета на Македонија и после атлета на Македонија и автоматски иди и балканско и европско, да си почнат прво да си излезат Битола, па после некој на атлета на Македонија и да продолжат понатаму. Значи да се спремат исклучиво за ова такмичење.
друг некој да праша нешто женско има предност. Ристо ништо не праша, бурек со тебе. Вечер Школски. Добро вечер. Те поздравувам за трибината. Фала. Пред 25 години на општинското такмичење тука, во кој бев и јас присутна, ти се такмичеше, ова салата беше топ. Меѓу другото, и ти не победи Нуки, не е битно. Меѓу другото на... Јас би да ме меѓу другото... Ме лаже, и добро. На бината излегла 10 жени, питолчанки. Дали беа билдани, со салце, без салце, не е битно, излегла 10 жени. До сега немам видено жена, сега мислам да излези да се такмичи. Покрај тоа, јас велам вака, Битола градот на најбавите жени, тоа е факт. Да. На модната недела на Битола се устранивме со манекенките, и тоа е факт. За спојлерите, да? Не е битно, значи не својствено, ти е сигурно нема битолчанки, битолчанка така не излегва навина. До сега, во последните години, редовно го пратам бодибилдингот, такмичењата, жена немам видено, поготово битолчанка. Па во право се, пошто сега Шо нешто тука фали, значи треба да превземиш нешто, да превземиме нешто. Кој ќе да преземам, значи една година без пари за женски во фитнес палио, значи бесплатно му е. И пак колку има Златко 10-15 имаме? 20 женски, а има 100 машки, значи треба да има обратно ако е бесплатно за женски. Сега не знам, не ќе да ги влегам женските, но мислам дека се пак помрзливи маца од машките. И шо друго иначе, зошто да не тренират? Или се вадат на наследниот ген, ама наследниот ген колку може да биде 18-20, како велиме, 20 години, 20, 23, и после ако не превземе нешто не може да изгледа убаво. Ти од Бразил са добри изгледат, и до 30 кусуру, а не на карневалите што цел ден играт тие. Ама јас, без разлика дали е машко или женско, мислам дека секој треба прво да научи да се сака сами од себе. Значи да вложи во себе. Од јас овде ги гледам, не овде, и сегде во светот, најво масло во колата, срекици, не знам какви, сервис, Грција, ја го носам БМВ-то, го гледам него, на ништо не личи. Си гледам, шо мајно е, а умпрама сервис за тебе, шо сервис за мене? Ти ја возиш колата, ти ја прицкаш газта, ако те манистите да му прам срекиците кај ќе ти изват, или маслото. Значи на се пазат, а на нив никој не пази. Тоа не може и куќа 300 влегла, оде ми е медната, оде така, а голям не може да оди, нема да диши од скариш има јадено. И не одат никаква сметка, значи ги мрзи. Скараја да чека боксерот никој. Да, ама оние пилешки штици какви. Значи нека другите да вложат во нив, не ми е јасно зашто така. Например, на Запад не е така. На Запад луѓето си вложват, си тренират, си брат, например, да тргнеме по председатели, по премиери, по личности. Кога да видиме некој западен, пак е слаб нешто прави трча или ово нас, значи се грижат за себе. А овде кај нас не знам нешто така, дали ги има фатено некоја мрза или... Многу е важно, еве, например, јас бев сега предвадена на доктор за крв и мокраче, на 6 месеци си правам преглед. Имаме на папка дома 20 години, онку назад ги чувам, што ми се резултатите. И ми видат железото ти е слабо. И волам, ќе се вратам, почекај, и се враќам со папката. Волам, како може 20 години да ми јако железото, сега да ми е слабо? Земете ми пак крв, ми изеде пак крв, а не ти е слабо, грешка направихме. А јас појдов на доктор, си се напив и на ампула железо, во не спеске памет. Ми се дуплира железото, почев да шаптам, сега не може в тренинг да си го дам. Шо е ова и завите ми крцка, таа кубата како вкусно железо. И после почев да направиме муавет, ти си единствениот што идеш да се контролираш, а здрав си. Значи тоа е тоа што зборам јас, значи никој не може да си направи некој систематски преглед без да има некој проблем. Или кај чиј доктор ако бев ми вели последни моци да поправиме муавет со нормален човек. Зошто? И ја пушти камерата, гледа во чекалната. Овој ќе умри по 3 месеци, овој по 6, овој по негодина. Седиш и ти очи оде да поправиме тоа муавет, да ти готов сум били јас. И јас утре нема делено, никој вака не готово, не вели која контрола, што ти никој не иди. Значи, тие се тие проблемите.
Ги мрзи дури и луѓето и да се исконтролираат. И доктора како вели, што како не дојде пред 3 дена или ке најдете што е работата. И покрај тоа што ја си ти сме над 50 и... То би не кажи. Можам само да кажам дека секоја една жена, што барем некогаш во животот малце вежбала, може и на 50 години како мене се качва надолу. Може. Може. Мадона има 53. Мадона беше како изгледа супер. Ниту една од тие од естрада што се ни Мадона не ги триците, што покрај што се телтани сите вежбат. Значи, доколку не вежбат, немаат шанси да скука на сцена. И вежбат, и пластични операции, и доктори, и милиони, ние ги немаме, ние ните милиони. Не ги крените коите брат. Да, без тега нема ништо. Единствено, и друго са кој ми пушти слика некој од Индија, некој 100 години кај што вежба уште. Вистина 100 години и вежба. На 70 години кој дете сликан таму. Ако единствен спорт, спортот со тежини, значи бодибилдингот што го спречва старењето. Значи единствен спорт што го спречва старењето, али во комбинација се знае со кардиоваскуларен радиоспарна активност. 30 години? А? Зато кажуваме го 30. 40 негде таму. Добро, друг некој да праша нешто? Здраво. За препаратите сакам да прашам колку може континуирано да се користат и дали се штетни и се пак прашани се. Глутамин, протеин, амино. Вака, мислам дека од сите тие препарати што се направени, ништо не е штетно. Пошто се сите тие проверени лабораториски и дозволен му е увоз во државата. Пошто му е дозволен увоз, значи ништо не е штетно, се може да се користи. Сега, како што рековме, не сме да се прецера во ништо. И вода да се препие штетно е. Значи, мора да се знае точно кој препарат, за што го земаш и да се ги одредиш дозите, да знаеш колкави дози треба да земаш. Например, глутаминот се знае колку се зема, протеинот се знае колку се зема, зависи дали е гейнер за маса или за дефиниција во чистиот веј протеин што е. И аминокиселините тие се знаат како што. За зависи што сакаш да постигнеш, спрема тоа што сакаш да постигнеш, такви работи земаш, иначе не се штети. Единствено креатино, после 12 недели земање, се прави, значи, 4 недели одмор. Значи, креатино единствено е тоа што може да правиш одмор од него. А иначе од другите, што се аминокиселини, протеини, глутамини, такви работи, од тоа не мора да правиш ништо одмор. Али моје мислење сепак е, ако правиш јак тренинг со се, храна и сите овие датоци ги земаш, убаво е на 6 месеци, 1 месец ништо да не земаш. Без разлика дали се штетни или не. Значи, 1 месец си правиш чистење на организма, не земаш ништо автоматски. Вежбаш само со храна, си правиш тренинг нормален и готово. Со тоа автоматски му даваш малце време на джигерот, на бубрегот да се изчистат, да се одморат малце. Се знае кога ги земаш аминокиселини протеини,